Во ова издание, почитувани фолк пријатели, на емисијата Мега Фолк, гостин ни е познатата Сања Ристевска. Сања, добре ни дојде во Мега Фолк. Добро ве најдов, поздрав до вашата телевизија Мега и до вашата емисија Мега Фолк. Сања, околу твојата музичка кариера, еве може да позборуваме на почетокот, бевте актуелна со Нека биде пола пола. Може би голем број на обожаватели ве запозна и токму со таа песна. Меѓутоа, како се движеше вашата кариера, секако дека одеше во нагорна линија, снимивте и други песни, повеќе спотови, настапи на фестивали. Што во моментов работи Сања? Сања во моментот работи, снимав нова песна, се надевам дека ќе ви се допадне, се работи за песната Забрането. Па, лично да ви кажам, таа песна може да се каже као за некој е нешто забрането, нешто не е забрането, али сепак до граница. Така, Сања, твоите спотови се исклучително гледани. Кажи ми колку самото снимање на спотови допринесува за песните и твои да бидат повеќе слушани, нели? Со самото снимање се достапни на социјалните мрежи, може би и телевизиите повеќе ги вртат. Колку тие ти помогнаа во твојата кариера? Па, искрено, социјалните мрежи доста помагаат на една музичка кариера да се изгради. Сепак, секој ден човек би можел да те види преку социјалните мрежи, преку телевизии. Сепак е голема напредност тоа. Со кои автори претежно соработуваш кога ги работиш твоите песни? Претежно имам еден тим. Тимот е Дејан Момировски, Борче Нечовски. Тимот кој победува не се менува. Така, Сања, дали да очекуваме можеби еве настапи на некој од фестивалите во 2016 година? Па, искрено планирам на Росафест. Се уште не е ништо сигурно, но се надевам дека би испаднало нешто добро доколку настапувам на Росафест. Така, извесно време Сања престојуваше и во Австралија. Знам дека и таму имаше твои настапи и беше активна на музички план. Што беше причината да извесно време бидеш одсутна од Македонија да работиш во Австралија на музички план? Па искрено тоа беше среќа. Отидов на 3 месеци, останав 3 години. Та штом се пружи среќа не сакав да ја испуштам. Убаво е да бидеш покрај македонци. Задоволна бев многу добро прифатена од страна на нашите македонци во Австралија. Се надевам дека за брзо време повторно би се вратила. Сања, може ли еве да кажеме колку песни имате досега снимено и дали истите се веќе на некој носач на звук во форма на албум или да го очекуваме набрзо и тоа? Па на најбрзо време најавувам еден албум, прв мој албум. Имам околу 15 песни, но се уште не сум стигнала да извадам албум, поради нон-стоп наваму натаму. Се надевам дека средина на август би било време да извадам албум. Сања, за крај уште да те запрашаме, ти си една од интерпретаторките што се од помладата генерација. Може ли еве да ни кажеш дали фолк музиката конечно во Македонија е во нагорна линија? Дали веќе со самото снимање на спотови, со самите твои настапи, чувствуваш дека фолк музиката е се повеќе барана во Македонија? Фолк музиката конечно време беше да биде барана во Македонија и се надеваме дека ќе го постигнеме резултатот. Сања, ти благодарам што беше дел од Мега Фолк и многу успех во понатамошната кариера. Благодарам. Голема благодарност до вас. Поздрав до вашата телевизија. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со емисијата. Следува една убава песна од Сања Ристевска. Останете со нас.